Денеска православната црква ги празнува преподобниот Иларион Велики, светиот Иларион епископ Мегленски и преподобниот Филотеј. Светиот Иларион Велики. Како што ружата расте на трње, така и овој голем светител се родил од незнабожечки родители во селото Тавати, близу до Газа Палестинска. Родителите го дале на учење во Александрија, каде што надареното момче брзо примило световна и духовна мудрост. Запознавајќи го Христа Господа и крштевајќи се, посакал целосно да се предаде на служба на Господа. Со таа желба во срцето, Иларион го посетил светиот Антони во пустината и постанал негов ученик. Потоа се вратил и се подвизувал во близината на Мајум кај Газа. Демоните го плашеле со разни плашила, но тој со молитва кон Господа и со крсниот знак секогаш ги победувал и ги изгонувал. Околу него се собрале многу љубители на духовниот живот и светиот Иларион постанал за Палестина тоа што светиот Антони бил за Египет. Божествен учител, цврст подвижник, прекрасен чудотворец. Иларион бил уважуван не само од христијаните, туку и од незнабожците, но се плашел од човечките пофалби и говорел ни солзи. Тешко мене ја примив на земјата својата награда. Тој бегал од место на место само за да се скрие од луѓето и да остане сам со својата душа и со Господа. Така се населил и извесно време живеел во Египет, на Сицилија, во Далмација и најпосле на Кипар, каде што го завршил својот многустрадален живот околу 372 година, во 80-та година од својот живот. Чудотворните мошти на светиот Иларион ги пренел во Палестина неговиот ученик Исихи и ги положил во манастирот од него основан. Светиот Иларион, епископ Мегленски, роден од родители познати и побожни. Неговата бездетна мајка долго му се молела на Бога да й даде едно дете. И по нејзините молитви и се јавила Пресвета Богородица и ја утешила со зборовите: "Не тагувај, ќе родиш син и тој ќе обрати многумина кон светлината на вистината." Кога Иларион имал 3 години, од неговата уста непрестајно се слушала песната: "Свјат, свјат, свјат Господ Саваот." Добро образуван се замонашил на 18 години и основал манастир со типикот на светиот Пахоми. Во 1134 година Трновскиот архиепископ Евстати го ракоположил за епископ Мегленски. Целиот свој живот светиот Иларион водел борба против богомилите и ерменските еретици, но во својата ученост, духовна и световна, и со неспоредливата светост ги посрамил сите и многу од нив ги привел кон православието. Мирно се упокоил и се преселил во царството на својот Господ во 1164 година. Преподобниот Филотеј, роден е во Христопол во Македонија. Турците го грабнале од неговата мајка вдовица и заедно со неговиот брат ги затвориле. Од затворот на чуден начин ги спасила Пресвета Богородица и ги пренела во еден манастир Неаполис во Мала Азија. Неговата мајка подоцна ги нашла своите синови како монаси.
па и самата се замонашила. Филотеј преминал во Светагора, каде што се подвизувал прво во манастирот Дионисијат, а потоа и во пустината. Чуден подвижник и голем победник на демонските сили. Мирно се упокоил во 84-та година од својот живот. Наредил да не го закопуваат, туку телото да му го фрлат во шумата на птиците и на зверовите. Подоцна, еден рибар во ноќта видел голема светлина во шумата и издземнат отишол да се стопли, мислејќи дека тоа е оган. Но светлината не била од оган, туку од чудотворните мошти на светиот Филотеј. Te